споменавме дека ни следува уште еден интересен разговор, особено важен за оние кои што можеби верувам ќе ги има во голем број, ќе сакаат да бидат дел од публиката. Станува збор за исклучителен и не секојдневен настан со оригинална идеја насловен Дон Кихот во Скопје, посветен на шпанскиот доајен и на неговата на книжевната уметност Мигел де Сервантес и неговото гигантско дело Дон Кихот по повод националниот ден на Република Шпанија. Ликот и делото на Дон Кихот представени во истоимениот роман на Сервантес, движечка идеја на проектот на нашите реномирани уметници Дино Имери, пијанист и композитори, Дијана Имери Илковска, диригент, аранжер и композитор, и токму тие двајца во нашето студио да можат вака одблиску да ни ги пренесат деталите за овој проект, што ќе може утре да се види во Националната опера и балет и нели за самата идеја и целокупната заедничка работа. Добро утро и добро ни дојдовте во утринска недела. Добро утро, Добро утро, добро ве најдовме, ви благодариме за поканата. Така, утре споменавме премиера, но веројатно ова идеја која што долго време тлела, се разработувала и конечно утре ќе го има денот кога ќе биде реализирана, но навистина е раритет да се види вакво нешто кај нас. Ќе зборуваме потоа и за турнијата која што ја планирате, но раритет и за вас лично заради тоа што велите ова ви е прва ваква соработка на ова ниво, така? Степен надградување. Зашто станува збор или од каде тргна целата работа? Кој беше иницијаторот, Дино или Дијана? Дино беше иницијаторот да се напише ново дело, а идејата за оваа соработка е секако на шпанска амбасада, која што е главен покровител на овој настан. Нивната идеја беше да не вклучи како уметници, бидејќи минатата година имавме исто така многу успешна, убава соработка со истата шпанска амбасада по повод 30 годишницата од дипломатски односи меѓу Македонија и Шпанија. Лани остваривме прекрасна соработка, Дино и јас како аранжер, Дино како пијанист, јас и како диригент се разбира, со мојот камерен оркестар Ајди Чембер. Така што таа минатогодишна соработка навистина вроди со убав плод. Тие беа презадоволни од нас и годинава сакаа повторно да не вклучат по повод нивниот национален ден, да не вклучат повторно во уште некој така поубав, пограндиозен проект. Ви остави отворени раце или ви дадоа некои насоки? Буквално, да, мислам. Отворени раце, да. Соработката со нив е навистина прекрасна затоа што чувствувате голема доверба. Ако чувствувате доверба, некако и одговорноста уште повеќе ви расте да бидете на највисоко ниво на кое што може да бидете. Така што по ланската соработка Дијана што ја спомна, некако размислувавме што може да направиме следно, а да биде уште поголемо, уште позначајно од она што го направивме минатата година. Минатата година Дијана напиша специјален аранжман, на еден начин го збогати светското творештво за тој тип на ансамбли со пијано и камерен оркестар, аранжираше дело од Албенис, кој што е вака еден многу значаен шпански композитор. Оваа година рековме ние ќе напишеме дело кое што ќе биде буквално приказ и на шпанскиот и на македонскиот фолклор, но и на еден класичен стил на пишување, истовремено со еден современ јазик и хармонски, и музички, и естетски и секаков. И некако се роди природно идејата Дон Кихот да биде централна фигура како јунак кој што се бори со ветерници. Тоа ќе те прашав, дали Дон Кихот имаше конкуренција со некои други исто така значајни ликови за Шпанија или едноставно секако предизвик е, бидејќи шпанската култура знаеме една од најбогатите култури во светот и има изродено толку многу универзални уметнички дела кои што ни се репер на сите нас, ги слушаме или ги гледаме и да не зборуваме за визуелната уметност, сликарите и така натаму. Да. Поминавме доста идеи, но Дон Кихот ни се спои во нашата лична приказна. Исто така, борбата на Дон Кихот со трите ветерници, во овој случај во оваа приказна, многу умешно прикажани од нашата драга колешка на овој проект, авторката и музиколог Тина Иванова, која што ги идентификуваше лицемерието, неправдата и рамнодушноста како трите ветерници со кои Дон Кихот ќе се бори во Скопје утре вечер во Националната опера. Да, одлична символика. Истовремено, ако зборуваме за успешноста на
брачни партнери кои што ете ние имавме таква и утринска тема за тоа што значи успешен брак и нели сите останати работи кои што имавме можност да ги слушнеме, истовремено една одлична привилегија која што верувам ќе ја потврдите да двајцата го сакате тоа кое што го работите, сте успешни, а и можноста да меѓусебно се надополнувате, што дополнително го дава квалитетот нели на бракот и на живењето кај вас. Тоа е очигледно, но ако зборуваме за инспирацијата која што се добива во секојдневието, на дополнувањето, еден кон друг, тоа ќе го исто потврдиме, може и да го споделиме од година во година и откако и трае вашиот заеднички живот, за да може да се создаваат успешни дела како овој, проекти кои што траат и кои што оставаат белек. Да. Многу убаво кажавте. Тоа што е создадено не е создадено колку само да помине и да заврши работа за еднократен проект. Да. Нешто што се создава со мерак треба да остане нели многу години потоа. Да. Така и тргнавме, така тргна целата идеја да се создаде нешто што ќе остане и што ќе си ја доживее, ќе си го доживее, ќе си ја доживее изведбата на многу различни сцени, во многу различни состави. Јас едино можам да кажам дека пораснавме заедно, значи заедно сме од тинеџерски години. Јас имав 18 години, Дино имаше 17 кога се запознавме и тој некој музички пат заедно го газавме. Пораснавме на концертите на Македонска филхармонија, опера и балет, да не зборувам за еден куп снимки кои што до доцните ноќни часови сме ги слушале и сме анализирале и сме на тој начин сме градале еден музички стил, една музичка естетика, критичност во позитивна смисла за музиката, поготово за класичната музика, затоа што тоа пред се ни е како пределба, но и останатите жанрови се разбира. Така што оваа соработка да напишеме заедничко дело некако лесно ни одеше, не бараше некој посебен ангажман околу тоа да се натегаме во која насока би се движеле стилски или како тоа ќе се, например, околу најстручно би кажала една мелодија, например, што ќе излезе од нас како инспирација, како тоа би се хармонизирало или не знам понатака како би се изградило во една форма. Немавме многу големи недоумици во тој поглед затоа што двајцата на иста линија, на иста бранова должина бевме цело време. Сега начинот на кој што се пишуваше делото, тоа е исто многу интересно затоа што некако природно ни се поделија улогите. Двајцата како стручни музичари, да кажам, сепак секој од двајцата од нас имаме афинитет во нешто, во одреден сегмент во пишувањето на музиката. Значи, така природно ни се поделија работите да тој кога на пример ќе учествуваше во една, не знам, склопување на една мелодија со убава хармонска придружба, јас сето тоа ќе го дотарам, на пример, оркестрацијски како мој посебен афинитет, оркестрацијски да биде убаво распределено во секој инструмент, па не знам, посебни некои Структурата на делото, да, него сакав да кажам посебни некои техники што ги нудат инструментите како специјална техника, точно да се прикаже на пример звукот на ветерницата, која што е неизоставен дел од приказната за Дон Кихот. Така што и обратно. После тоа, не знам, се менува, значи наизменично улогите, ако тој ќе запне на пример во создавањето на мелодијата, па мене ќе ми текне некоја тема која што е карактеристична, која што потсетува на шпанскиот регион, а сепак што ќе може да се трансформира и во македонски ритам со македонски мелос. Јас ќе ја превземам таа улога, тој пијаноделниците ги нормално како пијанист. Чисто вршено на дополнување. Да, ми имаше и многу интересен процес на истражување кај двајцата, затоа што шпанската култура сега мора да и пристапите со почит. Нели, нашиот фолклор ние си го познаваме и живееме со него и тој живее во нас. Но ова е сега нешто ново, кога ви е доверена таква задача,
мора да се завршите домашната работа како што треба. Ние го истражувавме фолклорот од многу региони од Шпанија и се обидувавме прво да го научиме, да го разбереме, да го сватиме на како што тоа еден шпанец би го направил. За потоа да ги најдеме тие некои заеднички нитки кои што го спојуваат едното со другото, пајтушкото со малагењата или не знам хота, традиционалниот ритам триосмински кој што понатаму транзитира во нашиот седумосмински ритам, како што приказната се движи низ делото, како што Дон Кихот оди од Шпанија и доаѓа во Македонија, така се менува и музичкиот пейзаж. И е многу интересно и имагинативно, мислам дека направено. Да, многу интересно звучи. Веројатно утре на премиера ќе биде уште пофасцинантно да се доживее. Мислам дека тоа ќе се допадне многу на публиката и нормално, неиминовно беше и шпанскиот најтрадиционален инструмент, гитарата, да биде вклучен. И тука на наше огромно задоволство прифати да учествува и Ади, и Мери, мојот брат. И собравме една прекрасна група на уметници, музичари во оркестарот. Имаме скулптури кои што се направени од... Тоа сакам да го споменам, дека ова е најмувано како мултимедијален настан. Значи, утре ќе има и концерт, ќе има премиера на македонско дело, изложба на уметнички слики и скулптури, промоција на книга. Многу работи во едно, но централната тема е некако иста. Тоа е Дон Кихот, кој што во творештвото на Владимир Георгиевски, нашиот великан, сликар и реномиран. Централна тема е токму таа битка во тие негови слики. Имавме големо задоволство и него да го познаваме лично и неговото прекрасно семејство кое што веднаш мислам излезе во пресвет, поддржа максимално и ќе бидат изложени 15 на слики од Владимир Георгиевски и скулптурите кои што беа специјално направени за овој настан и во медиумската кампања, меѓутоа ќе бидат изложени вечерта од нашата млада уметница Јана Николовска. Ангажиравме исто така млад дизајнер графички Елиза Салџиева. Значи имаме многу убава екипа на измешани генерации, сите заедно работиме, голема екипа на овој проект и сите придонесуваат на еден свој многу интересен начин. И тоа веројатно, неверојатно туку сигурно, публиката го забележува, особено кога имаме еден ваков спој на повеќе работи, или како вие би рекле и оно што го слушнавме, уникатен спој на македонскиот, шпанскиот фолклор, а тоа да биде прикажано во едно современо руво, нешто што сакаме да го видиме на македонската сцена, а ќе има можност да се види утре вечер во Националната опера и балет. Друго нешто што е вистина инспиративно, делом ни го споменавте ако зборуваме за Дон Кихот и за борбата со ветерници и оно со кое што секој од нас во секојдневието на некој начин се бори, а тоа се различните предизвици. Помалку или повеќе ги доживуваме, но колку таквите, еве во конкретниот случај кај вас професионални предизвици, со кои што делумно и македонската јавност е запознаена, можат да бидат дополнителна мотивација, да кажеме, еве ако и со ова се испреплетува и во однос на темата и се препознавате некако себе си во тоа, тогаш колку тоа може да биде негативното случување да се трансформира во позитивно, а сепак да биде прикажано на еден ваков начин. А и да се пренесе пораката генерално општо за тоа како треба да се бориме, да функционираме и да размислуваме на некој начин. Така, убаво кажавте, пред се секој од нас има мисија да пренесе некаква порака. Така што се што се случува и убаво и неубаво, најчесто доаѓаат заедно во една убава симбиоза и убавото и неубавото, која е пораката што сакаме да ја пренесеме. За еден вистински уметник сметам дека со какви предизвици да се соочува, вистинскиот уметник секогаш го надминува, се издигнува над тоа со креација. Така беше и во мојот случај. Предизвици, да, на професионално ниво, секој од нас ги имал и колегите пред мене, верувам, и тие што помлада генерација што ќе додат и после мене ќе се соочуваат со истите предизвици, кои во поголема, кои во помала мера. Едноставно тоа е тежината што се ја носи самата професија. Меѓутоа, на овој начин, ако на предизвиците од ваков тип им пркосите со убавина, тие веќе стануваат составен дел од самиот креативен процес, кој што на крај допринесува, односно
раѓа со плод, Резултира, да, резултира со плод. Така што се на се би кажала дека среќна сум и сум благодарна за се што се случи, сите предизвици, сите моменти на недоумици, на двоумење, дали да постапам вака или онака, дали се движам во добра насока. Благодарна сум што ги доживев, затоа што од тоа се роди некој нов лик. Сепак Дон Кихот се избори на крај со ветерниците, така и јас. Така е, да, и показател дека таквите предизвици не треба да не демотивираат, да не затворат, да не натира да се повлечеме, туку напротив. Во никој случај, поготово ако она што го работите го знаете, убедени сте дека го работите со огромна љубов, со огромна посветеност, без да се штедите тронка, тогаш нема простор за повлекување, само напред. Секој од нас има што да кажа, секој од нас си носи еден свет богат, кој што греот е да го пушти некада да оди низ вода. Во секој нас лежи по еден Во секој од нас еден Дон Кихот кој што треба во еден момент да се разбуди. Не велам, не имаше моменти на заспаност и кај мене. Треба во еден момент да се разбуди Дон Кихот и да се одлучи да оди во борба. Но со тие три ветерници и практично и добро да се знае дека има секојаш контратежа на лицемерието, рамнодушноста, нели, и неправдата, се точно нивните спротивности. Треба да бидеме искрени, треба да бидеме заљубени и со тоа некако ќе бидеме и праведни и со себе и со другите. И мислам дека тука е клучот, она што го кажавте вие, од лошото да се направи добро и да се продолжи понатаму со нова креација, на сосема нова патека и еве, се чини оваа наша неодамнешна креација ни отвара нови некои врати, еве сега Дон Кихот ќе патува од Скопје. Веројатно ќе ви отвори нови хоризонти. Точно така, го носиме следно Дон Кихот во Скопје, го носиме во Париз. Па после тоа не очекува... Настанот ќе се промени или не, настанот останува така, исто. Дон Кихот во Скопје, во Париз. Ќе се случи таму француската премиера, планираме за напролет и турнеја во Шпанија, значи го враќаме Дон Кихот од кај што дојде и се надеваме на неколку европски земји, во разговори сме за Италија, за Германија, така неколку различни земји кај што на наше огромно задоволство, уште пред да се случи премиерата на самото дело, нели утре вечер во Скопје, што не случајно одбравме и во Скопје да биде премиерната изведба, веќе има разговори, понуди, интерес за... Да, тоа е многу интересно, на веќе невидено, да, веќе има пукани и интерес од други земји, но јас верувам дека и граѓаните можеби утре Националната опера и балет ќе биде тесен простор да ги собере сите оние кои што ќе сакаат да го доживеат. Има ли на некој начин како реприза, ако можам така да кажам, затоа што ова сепак е мултимедијален настан? Да се врати пак Дон Кихот во Скопје. Да. Но уште еднаш да биде во Скопје. Можеби откако ќе отиде во Париз, па во Шпанија, па во неколку земји, па повторно да се врати во Македонија. Може во неколку различни градови во Македонија да го направиме. Луѓето заслужуваат културна програма богата. Влезот, не споменав за утрешниот концерт, е слободен, така што тоа е еден наш символичен гест. Секој еден кој што сака да дојде и да се надевам да се инспирира и да го доживее тој мултимедијален настан, секој еден може да се пронајде, ако не во се, барем во еден дел од еден сегмент и дури имаме изненадување и за најмладите, а тоа е промоција на книга на македонски јазик Дон Кихот, скратена верзија од оригиналниот роман, кој што ќе биде книга за деца промовирана исто така на самиот настан. Значи тоа е уште еден сегмент. Неколку уметности споени во една вечер и тоа е, мислам дека идејата која што побуди интерес и во Франција, еве конкретно во Париз и во Шпанија, и така што тој спој на уметности секогаш ни е некоја мисија која што сакаме да си ја оствариме, и јас и Дино, еве конкретно, верувам и останатите уметници, затоа што е
Секоја од нив е сродна, се разбира, но големата слика кога ќе се погледне, на вистина посебно доживување да можете да доживеете во исто време во една вечер и музика, и слика, и книга. Од влезот на настанот до заминувањето ќе бидеме обкружени со уметност. Одлична идеја и секоја чест за овој проект и за, се разбира, успешната реализација која што ќе имаме можност и македонската публика, а и со ова кој што го спомнавте веројатно во голем број ќе биде присутна токму утре во Националната опера и балет и представувањето нормално на ова дело или нови проекти надвор од границите на нашата земја, како што споменавме. Тоа изискува доста проби, едно темпо кое што вие со вашата професија тоа како го држите на добро ниво и верувам дека тоа дополнително нели како велиме не се троши енергијата, туку одново и одново се создава на крај да се понуди тој квалитет. Но и организација, да бидам искрен, многу голема, бидејќи ние некогаш и забораваме дека сме всушност самостојни уметници. Ние нашата дејност ја работиме сами. Позади нас не стои организација, институција, продукција, здружение, било што. Значи ние работиме во работа сами. Така е. Бивте одлично друштво. Да. Понеделник за некој крај на нашето утринско дружење со гледачите. Навистина ви благодариме. Секогаш со една преубава енергија и инспирација навистина сте инспирација за она што го правите и верувам и ќе поттикнуваме во иднина и други луѓе колку толку да погледнат како вие работите и како функционирате и дека ништо не е невозможно на крајот на денот, така? Ако успееме барем мал дел од младата генерација што допрва доаѓа, што допрва ќе ги запоседне концертните сали, ако сме успееле кај нив да вродиме бар малку надеж и да пренесеме на ваков начин порака дека сепак тајната е во убавината. Тајна не е тајна, него е клучот на успехот, клучот на креацијата е во убавината и ако секој успее барем на кратко да си помисли дека колку и да личи и да звучи се толку црно и не знам затворено, сепак убавината на крај ќе го спаси светот. Ако успееме да пренесеме оваа порака кај мал дел од помладата генерација, тогаш нашата мисија е успешна. Да, и создавањето на сопствени креации, како речеме, борбата со ветерници и оно што го кажа Дино, што всушност е темел и суштината на нашето постоење, Така е. И тоа ќе можеме да го... Би напоменал на крајот од прекрасниот текст на Тина Иванова, Дон Кихот заминува, но ни вели, вие се уште во себе го носите тоа што ви треба. Не ви требам јас за да ги победите ветерниците. Продолжете ја борбата, јас си одам, но вие сте тука, знаете како го имате тоа во себе и треба само да продолжите да го правите. Значи, делото завршува со таква порака и нашата верба е таква индивидуално. И искуството се покажа таква. Во оваа борба наша лична и со сите предизвици што ни ги донесе животот, сепак бевме обкружени со многу позитивни луѓе. Сакам да кажам, не бевме сами. Да. Имаме, сепак сме прекрасен народ и треба да имаме верба во себе, како народ. Бевме обкружени со прекрасни луѓе кои што на ваков или онаков начин, во помала или во поголема мера, секој од свој аспект, секој на свој начин се соочува со истите тие ветерници, но пак треба да се обкружуваме со такви луѓе за поддршката е секогаш добродојдена. Да, и за поддршка, но и за полесно надминување на сите потешкоти што животот ни ги носи, а ќе ги носи. А ги носи и за секој. Секогаш. Многу убав крај дадовте. Нема ние веројатно ништо повеќе да додадеме од сите ова и од оваа убава порака која што ја испративте, бидејќи навистина сите во нас си носиме по некој мал дел од Дон Кихот. Да, така. Се гледам утре на премиерата и верувам дека ќе биде добар провод за вас и во Париз, и во Шпанија, и во сите оние останати места кои што ви се Ќе имаме можност да се видиме во иднина па. Се разбира. Ви благодариме уште еднаш за поканата и за интересот за ова наше дело да го испромовирате и на ваков начин. Верувам дека утре публиката што ќе дојде ќе ужива, ќе си понесе нешто дома за себе, некаква порака, макар и мелодија што ќе се отпевнува после некое време, така што ете благодарности до медиумската јавност и пред се до вас дечки што ни одвоивте време утрово да бидеме дел од утринска на Телма.